Конфекционерството е како социјален амортизер на работоспособното население, особено кај женската популација, која во изминатите 2 децении на транзицијата го имаше доминантниот удел во ангажирањето на работната рака, во последно време бележи загрижувачка стагнација. Налозите за работа бележат нагло квантитативно намалување, а тоа доведува до делумно испраќање на конфекцијските работници на неплатен одмор, отпуштање од работа, намалување на платите и слично. Тоа значи дека и на стартот на оваа година во конфекциите се работи главно по системот топло-ладно. Суштинскиот проблем е глобалната криза која ја симна цената на конфекцијскиот труд и во земјите од Европската Унија. Па сега на компаниите од Германија, Холандија, Франција им е поисплатливо да шијат според лон системот во Бугарија или Романија отколку во Македонија. Во меѓувреме најразвиените размислуваат од лон системот да се трансформираат во производство на сопствени колекции и самостојно пробивање на пазарот, иако и тој процес е долготраен и мощно сложен. Додатен проблем за конфекционерите може да биде појавата на новите индустријски капацитети во општината, кои сигурно ќе апсорбираат значаен број од работната сила и ќе ја подигнат цената на трудот. Не е тајна дека во кочанските конфекции покрај жените работат и значаен број мажи, а токму машката работна сила прва ќе бара поплатени работни места и дејности, што значи дека ќе мигрира од конфекциите во другите стопански капацитети. Таквите раздвижувања на пазарот на трудот ќе зголемат конкурентноста и ќе ја подигнат цената на работната рака, што ќе значи повисоки дневници и плати.